Dobar den, počitувани наши гледачи на програмата Во фокус со Силвана Павловска. Првим предлагам да ја слушнеме Васка Илиева со една прекрасна песна. Славен пири недогледен, сврво и небо допира. Там се роди цар пирински, славен Јане Сандански. Страх и трепет за душмани, борба народ поведе. Река од крв се пролеја, таја пирин планина. Душман нигде не се сврте, таја пирин планина. Може, браќа, да загинам, борба стирам проклетен, гробот да ми направите на врат пирин планина, за да можам да ги гледам Вардар пирин ниге, да си видам сонце над нив, мирно да си почивам, за да можам да ја гледам цела Македонија. Гората ми за час млкна, пирин втага ми се сви. Славе песна, остров запра, борба ја не загина. Гробот му го направија на врат пирин планина, за да може да ја гледа цела Македонија, за да може да ја гледа наша Македонија. Уште еднаш добар ден од мене, Силвана Павловска. Се надевам дека сте добри. Ја слушнавме Васка Илиева, која пееше песна за Сандански. Денес продолжуваме со следното четиво, тоест програмата посветена на македонската книжевност и историја и делото на Димитар Митрев, наречено Пиринска Македонија. Следното четиво е Пиринска Македонија денес. Не денес, туку кога ја пишувал книгата писателот Димитар Митрев. Бидејќи четивото е прилично долго, јас би сакала да го поделам на два дела. Тоа гласи вака. Пиринска Македонија денес. Со нормализацијата на меѓудржавните односи помеѓу Народна република Бугарија и Федеративна Народна република Југославија, која настана по 1955 година, се создадоа услови за се поширока соработка помеѓу двете социјалистички земји. Таа соработка се повеќе се засили и се дојде до меѓусебно разбирање по низа прашања. Се очекуваше дека новото во односите ќе се одрази конструктивно и во однос на состојбата на македонското национално малцинство во Бугарија. Но треба веднаш да се рече дека во тој поглед не се постигна ништо ново. И се до денес
авторот вели до денес, не баш до денес, туку тогаш кога ја пишувала книгата, и се до денес не постои желба, а и се до денес, всушност, простете, и се до денес не постои желба кај бугарските раководители за конструктивна промена и во тој однос. Не е смешно тоа е вистина, навистина. Простете за тоа. За укажување на она што е најкарактеристично за денешната состојба во Пиринска Македонија, во многу помагаат податоците изнесени во пропагандната брошура со наслов Благоевградскиот округ по патот на социјализмот, издадена од страна на Националниот совет на Отечествениот фронт во август 1959 година. Тоа што таа брошура е од пропаганден карактер никако не пречи да се биде со реална представа за фактичната состојба. Ако од општите места и општите коментари избива пропагандистички оптимизам, од фактите и од бројките се гледа состојбата таква каква што е. Во споредба пак на фактите и бројките од брошурата со факти и бројки за состојбата во Бугарија, спрема други официјални бугарски публикации, се утврдува и карактерот на денешната бугарска политика према или спрема Пиринска Македонија. Во уводниот дел на брошурата, кој носи наслов "Години на славни борби", се изнесува нешто што е наменето да биде со функцијата на бегол историјат на ослободителните борби во Пиринска Македонија. Тоа што веднаш паѓа во очи е што минатото на таа македонска покрајина е представено како бугарско минато. Првиот позив за будење на пиринскиот народ е позивот на првиот бугарски пробудител, Паиси Хилендарски. Цитираме: "Бугарине, знај го својот род и јазик." Крај на цитатот. Тоа ги, повторно, наводници имаме, пробуди заспаните сили на народот. Крај на тој цитат се вели во брошурата. Потоа се споменува дека во руско-турската војна од 1877 до 78 година Бугарија ја добива својата слобода и со Сан-Стефанскиот договор биле обединети сите бугарски земји. Но во Берлин представниците на владите на великите западноевропски земји ги враќаат Македонија и Тракија одново под робството на султаните и беговите. И Пиринскиот крај одново е под робство. Се зборува во уводот на брошурата и за борбата на Сандански против врховизмот, но не се кажува што се подразбира под поимот врховизам. Се споменува и Михајловистичкиот бандитизам, но не се кажува кој стои зад него и на какви цели служи. И се така, ништо одредено за она што е познато во историјата како отпор против завојувачките и денационализаторските претензии на великобугарската политика спрема Македонија. А сосема одредено се пишува за нераскинливите врски со слободниот бугарски народ, за да свати читателот дека пиринските македонци уште во минатото биле неослободен бугарски народ. Во таквиот свој вид, уводниот дел на брошурата се јавува како резиме на најновиот третман кај раководството на БКП по македонското прашање. Токму во последните неколку години, особено по 7-миот конгрес на БКП, се разви во Бугарија една активност која настојува македонското минато да го прикаже како бугарско. Бугарската академија на науките ги повикува историчарите да ги разобличат сите фалсификати по националното прашање на Балканот, за да бидат со тоа разобличени и скопските историчари кои се трудат со низа факти да докажуваат нешто кои се во полна противречност со марксистичко-ленинистичкото учење за нацијата и националното прашање. Тоа се директивите
изнесени во уводникот на историската едиција при Бугарската академија на науките, насловена Историски преглед број 3 од 1958 година. Почетната точка на таа активност е Санстефанска Бугарија, а сигналот е даден на јубилејната прослава на 80 годишнината од ослободувањето на Бугарија. Во рефератот што го одржа на главната свечност во Софија, членот на Политбирото на ЦК на БКП Енчо Стајков е изнесено дека со договорот во Сан Стефано од 1878 година бугарскиот народ го доби своето ослободување и обединување во една држава, но западните капиталистички држави го срушија праведното дело на Сан-Стефанскиот договор за мир. Бугарија беше распарчена со Берлинскиот договор, кој стана извор на најголеми зла за балканските народи. Тоа беше цитат. Таа поставка веднаш ја прифати Пиринско дело во бројот од 1 март 58 година, каде што во специјална разјаснувачка статија се повторува дека Берлинскиот договор, цитирам, Берлинскиот договор не позволи наполно да се оствари идеалот на сите бугари. И дури 35 години подоцна и веќе зајакнатата бугарска војска го слободи Пиринскиот крај. Но само Пиринскиот крај остана слободен во границите на бугарската држава. Крај на цитатот. Тоа е, значи, главниот правец на она, во наводници, марксистичко-ленинистичка разработка на историјата. Крај на наводниците. Но наспроти историјата и наспроти толкувањата и оценките на некогашните бугарски марксистички извори, најмалку на потомците на Димитар Благоев од Благоевградското Пиринско дело треба да им се споменува неговиот јасен став спрема Сан-Стефанска Бугарија. Но да им го напомнеме не за нив, туку за утврдување на суштинскиот карактер на историската разработка, што ја сигнализира Бугарската академија на науките. Во статијата Македонско прашање, бугарската и руската влада, објавена во Лениновата Искра, број 45 од 1 август 1903 година, основачот на бугарското социјалистичко движење Димитар Благоев пишува дека политиката на рускиот царизам ја создаде фикцијата на Сан-Стефанска Бугарија и дека руските војски морале да ја дигнат окупацијата на Бугарија и да појдат пред судот на Берлинскиот конгрес, оставајќи ја ова Бугарија за понатаму на бугарските политичари како сон за големиот национален идеал. Во книгата Прилог кон историјата на социјализмот во Бугарија, објавена во 1906 година, Благоев одново ја анализира фикцијата на Сан-Стефанска Бугарија и плановите на рускиот царизам. Тој прво забележува дека востанието во Бугарија во 1876 година и жестокоста со која беше задушено од турската војска и го дале на Русија долгоочекуваниот повод да се обиде да ги оствари своите завојувачки планови на Блискиот Исток. И навистина, Русија во 1877 година и објави војна на Турција под паролата за ослободување на христијаните. Како што е сега познато, по таа парола се криеа сосема други цели. По едногодишна војна, цитираме, по едногодишна војна, продолжува Благоев, полна со порази за руската војска и напразни жртви, кое пак беше сведоштво за гнилоста на абсолютистичкиот руски поредок, најпосле руските војски стигнаа до Сан Стефано, близу до Цариград, и токму тогаш, кога се мислеше дека е Русија најблиску до целта, таа ја прекина војната и бидејќи предвидуваше дека надлежните што ги полагаше во руско-турската војна ќе бидат
осуетени на Берлинскиот конгрес, побрза да склучи договор за мир со турците. Тој договор представуваше фикција, но беше пресметан на тоа да го зголеми суеверието кај масите на бугарскиот народ во ослободителна мисија на Русија во светот, која божем ја детронираат другите европски сили. Страна 40, крај на цитатот. Објаснението што го дава Д. Благоев за Санстефанска Бугарија како потез на рускиот царизам за доминација на Балканот е објаснение и на малата советска енциклопедија, том 7, страна 622, Москва, 1930 година, каде што во статијата на Санстефанскиот мир се пишува дека царска Русија стапи во војна со Турција исклучиво поради тоа, во видот на една велика Бугарија, да ја создаде всушност својата, во наводници, заддунавска губернија. Ете како изгледа низ еден дел на историска документација заднината на Санстефанска Бугарија. За сето тоа, наследниците на Димитар Благоев молчат. За нив важи само она што е терминологија која ги прикрива стварните цели на рускиот царистички поход на Балканот. И таа терминологија се обновува со фрази како, цитирам, руските војници војуваа храбро, знаејќи дека се борат за ослободувањето на своите поробени браќа. Крај на цитатот и нов цитат. Бугарија го доби своето ослободување и обединување во една држава. Крај на цитат. Друг цитат. Западните држави го срушија праведното дело на Санстефанскиот договор. И тука крај на наводниците. Овој подход се одредува во зборник на Историскиот институт при БКП како марксистичка оценка на Санстефанскиот договор. А не беше поинаква некогаш ни оценката на русофилската великобугарска буржоазија, една тешка заблуда која му чинеше на бугарскиот народ неколку национални катастрофи, ја доживува својата најнова рехабилитација. Од изразито буржоаско-националистички вид е и одредбата на Пиринско дело за ослободувањето на Пиринска Македонија пред 45 години, Втората Балканска војна од веќе зајакнатата бугарска војска. Суштината на тој изразит буржоаско-националистички вид е разоткриена уште во книгата на Вълчо Червенков со наслов Септемвриското востание во Бугарија, објавена во Москва 1934 година. Таму е речено, националното прашање во тој дел на Македонија не само што не беше решено по империалистичката војна, како што го тврди тоа бугарската буржоазија, туку во голема мера се покажуваше усложнето поради новите моменти. Значи, она што го тврди денес Пиринско дело е она што го тврдела некогаш бугарската буржоазија. Пак во истата книга и пак во спротивност со денешното тврдење на Пиринско дело се вели: по фашистичкиот преврат 9 јуни 1923 година Централниот комитет на БКП стори сериозни обиди да ја поправи својата политика по национално прашање. Тој излезето со декларација дека БКП му го признава на македонскиот народ правото на самоопределување, вклучувајќи го и отцепувањето дека партијата со сите сили ќе ја поддржува борбата на македонскиот народ за ослободување. Такви сопствени тврдења денеска се подлагаат на само ревизија. Со само ревизии, што се само присвојувања на буржоазиската историографија, се изработуваат доказите за потполната противречност на скопските историчари спрема марксистичко-ленинистичкото учење за нацијата и националното прашање. Па следува и тоа дека антимарксизмот на скопските историчари е во нивното неприфаќање на една фалсификаторска историографија која, како таква, се оглушува за фактите и законитите тенденции во историскиот процес на македонскиот национален развиток.
Затоа тој антимарксизам нужно и неизбежно се изразува во прифаќање на она што е македонска национална историја, а чии изразити манифестации се далеку пред Сан-Стефанската фикција. Во движењето на македонистите од средината на 19 век за своји македонски учебници и училишта, во антиекзархискиот отпор за своји цркви и училишта, а потоа во уште позасилено и помасовно движење против денационализаторското туторство на екзархијата како официјална бугарска државна и национална институција во книгата на Крсте Петков Мисирков за македонските работи Софија 1903, една научно образложена пледоарија на македонскиот јазик и на македонската националност, а која беше уништена веднаш по незиното излегување по наредба на бугарската влада. Во борбата на ВМРО на Гоце Делчев за самостојна Македонија, во отпорот против врховизмот и така натаму и така натаму. Антимарксизам, кој не може да се согласи со неоригинално искованата бугарска марксистичка теорија за македонската нација како конструкција на српските комунисти, бидејќи таа нација постоела премногу далеку пред постоењето на самите тие комунисти. Одново се обновува една позната собствена историја. Собственото фалсификаторство да му се припише на оној на кого собствената историја му налага да го демаскира тоа фалсификаторство со помош на незините факти и настани. За жалост, сега тоа обновување на една собствена историја се врши под покровителство на Бугарската академија на науките, пишува, да се подсетиме, Димитар Митрев во книгата Пиринска Македонија. Да. Но сето тоа, враќање кон историјата, декретирано со една ретка упоритост од страна на раководството на БКП, има најмалку врска со историјата. Тоа враќање е само фасада на денешното полно негирање на македонската национална самостојност од страна на тоа раководство. Видете, писателот на оваа книга, Димитар Митрев, насловена Пиринска Македонија, теза негова и книга која е издадена во 1986, зборува за во тоа време што се случувало, затоа и насловот на ова четиво Пиринска Македонија денес, значи ништо чудно. Истото се случува и сега. Простете. Значи, да повторам, но сето тоа, враќање кон историјата, директирано со една ретка упоритост од страна на раководството на БКП, има најмалку врска со историјата. Тоа враќање е само фасада на денешното полно негирање на македонската национална самостојност од страна на тоа раководство. Историјата, зборот историјата во наводници, е потребна за да се свати како природно истапувањето на бугарскиот академик Емил Георгиев на Славистичкиот конгрес во Москва во 1958, во кое катедра беше прогласено дека не постоеле македонскиот јазик, македонската литература, македонската нација. Психозата на Сан-Стефанскиот сон не е фикција за денешното раководство на БКП. Зашто не е фикција ни фактот дека беше пуштен од затвор бившиот директор на Михајловистичкиот орган Македонија, Димитар Талев, за да пишува историски романи за онаа Македонија која од секогаш била бугарска и само бугарска. Оригиналноста на едно старо фалсификаторство треба да се зачува со типичниот жаргон на неговите оригинални спроведници. Потоа, потребно е да се рече дека во 1913 година само пиринските македонци биле ослободени, бидејќи денешниот секретар на окружниот комитет на БКП во Благоевград Борис Вапцаров во дискусијата на 7-миот конгрес на БКП изјави дека, цитираме,
Во Народна република Бугарија не постои никаков национален проблем со македонците, зашто нив ги сврзува со бугарскиот народ иста судбина, потекло и минато. Крај на цитатот. Следејќи го тоа, пак во истата дискусија и нешто сосема слично беше рекол и секретарот на Петричкиот околиски комитет Г. Ангелов, цитирам, населението на Пиринскиот крај никогаш во историјата не се сметало себе нешто подруго од бугарскиот народ. Крај на цитатот. Во тоа е акционото значење на она декретирано враќање назад. Враќање назад. Ако пиринските македонци денес немаат право да се развиваат како македонци, и ние тоа добро го знаеме дека немаат право, нели? Немаат право. Иако донесени се судски одлуки и пресуди против нив. Не една, две, туку многу. Вие го знаете тоа. Во тоа е акционото значење на она декретирано враќање назад. Ако пиринските македонци денес немаат право да се развиваат како македонци, крива е нивната заедничка историја со бугарите. Ништо друго не тврди ни уводниот дел на брошурата Благоевградскиот округ по патот на социализмот. Поради тоа, во незиното поглавје за просветното и културното издигање на пиринските македонци, за ништо македонско не се споменува во тоа издигање. Кога во минатото било бугарско и само бугарско, апсурдно би било да биде денес не бугарско. Поради тоа сега не се зборува ни за она факултативно изучување на македонски јазик, кој се уште имаше место во резолуцијата на 16-тиот пленум на ЦК на БКП. Отпадна и факултативноста, бидејќи она што е најново во третманот на македонскиот јазик од страна на БКП е тоа што тоа дека е тој истоветен со бугарскиот. Поради тоа, во бугарскиот печат беше нападнато преведувањето на некои песни за деца од македонски на бугарски јазик, како несфатливо разликување и двоење на тие два исти јазици или јазика. Порано се пишуваше за србизација на македонскиот јазик, кое сепак беше известно признавање на тој јазик како нешто посебно, а сега тој јазик се третира како преодна србизација на бугарскиот јазик, вешто смислена, со цел да им се натурел на македонците српскиот јазик. Па, невоведувањето на македонскиот јазик во пиринските училишта всушност било невоведување на српскиот јазик. А пиринците го знаат тој српски јазик, не само од времето на автономијата, но и од времето уште пред војната, кога во Бугарија беа објавени повеќе од 10 збирки песни на тој јазик, кој тогаш беше признаен за македонски, како што беше признаена и поезијата пишувана на тој јазик од страна на денешниот председател на Бугарската академија на науките Тодор Павлов. Ете, таа еволуција во односот на БКП кон македонскиот јазик ја обележува брошурата во поглавието за просветата и културата, не обележувајќи во него ништо македонско. А тоа е признавање, тоа е официјално признавање на полноправноста на денешниот денационализаторски курс во Пиринска Македонија, пишува Димитар Митре во неговото дело Пиринска Македонија. Откако во брошурата се утврдува бугарското изедначување на пиринските македонци во историски, просветен и културен поглед, би се очекувало и нивно изедначување и во економскиот поглед. Меѓутоа, тука нештата стојат поинаку. Изедначувањето овде е само во општите фрази, но не и во конкретните укажувања. Уште во дискусијата на 7-миот конгрес на БКП можеше да се забележи, додека делегатите од бугарските краишта говореа за успеси во индустриализацијата,
Делегатите од Пиринска Македонија говорија исклучиво за успеси во земјоделството. За такви успеси, особено во формирањето на селските работни задруги, се зборува и во брошурата. И да го примиме тоа како точно, макар што показателите во оглед на инвестирање не зборуваат за напредок кој би представувал некаков пресврт. Во брошурата се кажува дека државата инвестирала од 1949 до 1958 година вкупна сума од 78 милиони 296 700 лева во земјоделството. Ако левот го сметаме по 44 динари, како што го менува Бугарската народна банка, тогаш излегува дека за споменатиот период од 10 години во Пиринското село се инвестирале 3 милиарди 445 милиони динари или 12,232 динари по жител. Ако левот го сметаме по неговиот приближно најреален курс од 25 динари, тогаш излегува дека во истиот период се вложени 1 милиарда 959 милиони 417 500 динари или 6.000 всушност 950 динари по жител. Стварното преобразување во развитокот на една полузаостаната област, како што е добро познато, представува темпото на индустријскиот развој. А во тој поглед и коментарите, и конкретните податоци, и оптимистичките перспективни укажувања во брошурата се одликуваат со една очебина скромност. За забрзаниот интензитет и за капацитетот на еден типичен индустријски развиток се заклучува не по бројот на малите фабрики, на манифактурите или полуманифактурните работилници или на индустријските објекти што останале од порано, туку по она што е ново изградено и по бројот на крупните објекти и по високото техничко ниво. Брошурата не дава податоци од таков вид. Во неа се кажува дека рудникот на камен јаглен Пирин денес дава 4 пати повеќе производство во споредба со 1939 година. Дека во Благоевград, Симитли, Сандански, Гоце Делчев, Иако Руда и Белица има даскорезници и предпријатија за обработка на дрво, дека во Благоевград има складишта за ферментација на тутун, а сега се градат тутунски складови во Петрич, Сандански и Гоце Делчев. Потоа дека во Благоевград постои предпријатие за изработка на памучни ткаенини, но не се кажува од каков капацитет, дека во Бања постои работилница за основна преработка на лен, а во Петрич работилница на конзерви од зеленчук и овошје. Во таков вид изгледа дека индустриализацијата на Пиринска Македонија. А како е она поставена во општата политика на индустриализирање на земјата, ќе се согледа од следните податоци. Димитар Митрев е доста обсежен и прецизен со овие податоци, така да следат сега бројки. Во текот на 10 години, тоест во периодот на првата и втората петолетка, за капиталната изградба на Народна република Бугарија се вложени всушност, ќе ви ги прочитам бројките, 31,273.30.30 лева. Овие податоци се земени од рефератот на секретарот на ЦК на БКП Тодор Живков, кој е изнесен на 7-миот конгрес на БКП во 1958 година. Тоест, 4061 лев по жител, додека во Благоевградскиот округ за истиот период во земјоделството и индустријата се вложени само 296.700 лева, тоест 1080 лева по жител, во споредба со оние 4000
1061 Народна република Бугарија. Спрема тоа, темпото на општиот стопански развиток во Пиринска Македонија заостанува за темпото на стопанскиот развиток во Бугарија за 3,7 пати. 3,75 пати, што значи дека на секој 3,75 лева вложени во Бугарија, на Пиринска Македонија отпаѓа по 1 лев. Во следниот 5-годишен план, 58 до 62 година, овој однос ќе се движи во следните рамки. Додека за стопанството во Бугарија вкупно ќе се изнесува 26,735.30.30 лева, а тоа само во индустријата 16,682.640.30 лева. За индустријата во Пиринска Македонија ќе бидат вложени 164,30.30 лева. 50% повеќе отколку во претходната петолетка, што значи дека во индустријата на Бугарија ќе биде инвестирано по 2,166 лева по жител, додека во индустријата на Пиринска Македонија ќе отпаднат 582 лева по жител. Спрема тоа, Пиринска Македонија и понатаму ќе заостанува зад општото темпо на стопанскиот развиток, односно од индустрискиот развиток на Бугарија за 3,72 пати. Вреди да се забележи и фактот дека во 1956 година индустриското производство во Пиринска Македонија учествувало со 1,5% во вкупното производство на Бугарија, додека во таа иста година населението на Пиринска Македонија представувало 3,7% од населението на Бугарија. Од истиот извор дознаваме дека индустриското производство во Бугарија во периодот 52 до 56 пораснало за 53,5%, додека во Пиринска Македонија тоа пораснало за 28,2%. Овие податоци јасно покажуваат дека веќе со досегашната политика на инвестирање во Пиринска Македонија, таа во својот економски развиток заостанува зад Бугарија, а во иднина се предвидува едно заостанување за близу 4 пати. И тука ќе го завршиме овој прв дел од 2 дела на четивото Пиринска Македонија денес. Се надевам дека го задржав вашето внимание, простете што навистина долго е четивото, меѓутоа ќе можете да го следите првиот и потоа вториот дел, кој што ќе можеме да го објавиме во наредните неколку дена. Да спомнам дека денес е 21 декември 2023 година и ова е серија посветена на македонската книжевност и историја, посебно на делото на Димитар Митрев, насловено Пиринска Македонија. Јас ви благодарам за вашето внимание и можеме да ве оставиме сега со песната на Васка Илиева. Без реклами. Bang bang on my drum, my tribe's everywhere. Call us what you want, we don't care. Living my best life, living my... Ја следиме Васка, песната на Васка Илиева, кога падна на пилот. Кога падна на
Mnogo pozdrav od mene. Silvana Pavlovska. Se slušame od naredните nekoliko denovi. Prijatno. When you write,